Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во новото издание ВМРО ДПМН зборува, пратениците зборуваат. За вечерва имаме многу интересна тема која не засега сите нас. Загадениот воздух во Македонија е воздух кој сите го дишеме. Во Македонија 3828 случаи на прерана смртност од аерозагадувањето. Според истражувањата, македонските жители губат во просек половина година од својот живот поради дишење загаден воздух. Македонија е на самиот врв со највисока стапка на смртност поврзана со загадувањето на воздухот во Европа. Апсурдот е дека аерозагадувањето или загадениот воздух му штети само на нашиот респираторен систем. Тој штети на целиот човечки организам. Повеќе на оваа тема и на сето она што ќе се случува во идниот период во Собранието на Република Македонија, ќе зборуваме со мојот почитуван колега, пратеникот Петар Марков од изборна единица 4, кој е доктор абдоменална хирургија и е многу надежен пратеник заради тоа што ова е мое видување, а и на моите колеги, почитуваниот колега многу активно се имплементира и се внесува, посебно кога станува збор за темата здравје на граѓаните во Македонија. Добре дојде, Петар. Добро вечер, благодарам на поканата. Исклучителна чест е за мене што вечерва можам да бидам ваш соговорник на ова доста актуелна тема. Навистина, во последниот период аерозагадувањето е една од главните теми кои што се провлекува во медиумите и го привлекува вниманието на граѓаните, но и загриженоста на нас како пратеници и активни чинители во законодавниот дом на Република Македонија. И затоа сметам дека е едно од прашањата кое што треба да му се посвети на вистина добро внимание и токму тоа е и нели причината за ова моје гостување вечерва кај нас и настаните кои што следуваат во следниот период во Собранието на Република Македонија. Она што ќе следува всушност во работата во Собранието е иницијативата или одлуката која вчера во четвртокот вие ја донесовте на Комисијата за здравство, како одлука е да се организира надзорна расправа со тема ефектите од аерозагадувањето врз здравјето на луѓето. И сега одма се наметнува прашањето зошто токму баш на Комисијата за здравство е назначена да се организира оваа надзорна расправа. Така, во право сте, во текот на вчерашниот ден се одржа седница на комисијата за Собраниската комисија за здравство на која што беше донесена одлука за одржување на надзорна расправа на која што ќе се третира проблемот со аерозагадувањето во Скопје, но и на целата територија на државата. Зошто токму на Собраниската комисија за здравство е доделена таа одговорност да организира таа надзорна расправа, можам да забележам два моменти. Првиот момент е тоа што се што се однесува околу аерозагадувањето, нели ние на таа тема можеме да разговараме од многу аспекти. Можеме да разговараме од аспект на урбанизам, можеме да разговараме од аспект на економски и финансиски импликации врз системот на државата, можеме да разговараме како ќе му биде пристапено на проблемот, дали ќе биде од аспект на централна влада или ќе биде од преку локалните самоуправи, но еден заеднички именител на сите овие работи е ефектот на здравјето врз граѓаните. Сега, ефектот на врз здравјето на граѓаните. И затоа сметам дека е важно да се има еден холистички пристап кон ова прашање, да бидат инволвирани сите засегнати кои што се чинители во системот на државата, но тука нели исто така спаѓаат и
медицинските експерти кои што нели можат да дадат, треба да дадат и ќе би дале свое видување за ефектите на аерозагадувањето врз здравјето на граѓаните. Вториот момент кој што можам да го лоцирам зошто баш Собраниската комисија за здравство е почетокот кој што почетната работа која што ја отпочна Собраниската комисија за здравство уште во почетоците на работата на овој пратенички состав, тоа беше дека заедно со колегите пратеници кои што се дел од таа комисија постигнавме еден договор, еден консензус дека самата комисија за здравство нема да се третира како тело на кое што ќе се бркаат политички поени. Ќе работи тотално аполитички, бидејќи сметаме дека на места каде што се разговара за здравјето на граѓаните не треба да се остава премногу простор за политика. И тоа беше прифатено од страна на сите пратеници кои што се дел од Собраниската комисија за здравство и веќе 8 месеци функционираме како што треба, но не само на официјалните состаноци кои што се седници кои што се одржуваат во рамки на самата комисија, туку се одржуваат редовни неформални средби на кои што се покануваат раководители на институциите од здравствениот систем на државата, јавни здравствени установи, на институции кои што се поврзани на било каков начин со функционирањето на здравството во државата. И на тие неформални средби сите пратеници, сите кои што се членови или заменици членови во самата комисија имаат право да поставуваат прашања на раководителите, но и на вработени од тие институции. Тука имаме една отворена и транспарентна расправа, слободно сите пратеници ги поставуваат прашањата од нивниот интерес и се растеретени од моментот да, тоест сите сме растеретени од моментот да мора да се брка некоја си гола политика или политичко поентирање кога се однесува на темите кои нели се однесуваат на здравството на граѓаните. И сметам дека таа пракса која што е навистина прифатена има удел во одлуката која што е донесена од страна на претседателот на Собранието, токму на Комисијата за здравство да и припадне организацијата на оваа надзорна расправа. Здравјето сите не за сега. И прашањето е колку сметате дека е важно загадувањето и сето она што се случува во државата, колку таа тема е многу битна за граѓаните и нели еве едно ваше видување како доктор и плюс морам да напоменам, вие сте и заменик председател на комисијата и секако пофалба за сето ова што го кажавте претходно, бидејќи политиката треба да биде во одредени теми и малце резервирана да кажам, се додека не се приметат одредени нечестни намери од одредени структури, затоа што здравјето е најбитно за сите. Апсолутно се сложувам. Да, јас сум подпредседател на Собраниската комисија за здравство. Инаку комисијата е раководена од пратеничката Рашела Мизрахи, која моментално обавува работи поврзани со организацијата на самата надзорна расправа. Но сметам дека заслугата на функционирањето на начинот на функционирање на комисијата е заслуга на сите пратеници кои што одвојуваат време да дојдат и кои што покажуваат интерес да дојдат на тие неформални средби заради тоа што не се задолжителни, не се предвидени во официјалниот собраниски распоред и кои што даваат свој придонес во носењето на заклучоците, поставувањето на прашањата и така натаму. Што се однесува до важноста на прашањето на загадениот воздух, јас сметам дека се работи со самото внимание кое што ова прашање го добива во јавноста, сметам дека е моментално едно од прашањата кое што привлекува можеби најголемо влијание но за третманот на ова прашање
треба да знаеме дека се работи за еден комплексен систем на испреплетеност на чинители кон придонесувањето на аерозагадувањето и затоа има потреба од мултидисциплинарен пристап кон неговото согледување. Значи може да се не може, туку треба, потребно и затоа ги превземаме овие чекори, да се третира нели од аспект на причинители, кои се всушност причинителите на аерозагадувањето, кои се законските рамки во кои што се градат тие формални односи помеѓу институциите, помеѓу луѓето како физички лица и институциите, дали тоа е нели индустријата, дали е можеби транспортот, домакинствата и така натаму и така натаму. Значи, внимание на ова прашање, јас знам и ја уверувам јавноста дека има доста многу време посветено од почетокот на формирањето на оваа влада и највисоките представници на владата, меѓу кои што и председателот Христијан Мицковски. За волја на вистината, тој во последните денови излезе со некои аргументи и некои потенцијални мерки кои што треба да се најдат како дел од решенијата на аерозагадувањето, но секако треба да признаеме дека се работи за долг процес. Да. И тоа најбитно е да биде не само долг процес на усвојување на дефиниции и задачи кои што ги задаваме на хартија, туку треба да биде процес, долг процес на работа, Со конкретни чекори. со конкретни чекори, со конкретни мерки, кои што би биле мерливи. Така. Имаме многу пати низ историјата, еви и низ блиската историја на функционирањето на нашата држава, во која што се среќаваме, разговараме, предлагаме, запишуваме, но на крај, кога ќе дојде до моментот на екзекуција на планот, многу малку се гледа од реализацијата на тоа што е зацртано. Јас, можеби, не субјективно, но јас сум сигурен во пристапот и одговорноста кон оваа прашање на владата и на председателот Мицковски, затоа немам сомнеш дека следниот период ќе биде еден период на разјаснување на многу работи и ќе можат да се видат конкретни чекори со конкретни планови, со конкретни рокови, со конкретни одговорни за спроведување на тие активности. Така. Еден таков конкретен чекор и беше изминатата најава од пред неколку дена, онаа инвестиција која што ја имавме од најавена за од 1 милиарда долари од Казанџик Груп, со која што квалитетно и темелно ќе почне да се работи на ефектот на намалување на аерозагадувањето. Бидејќи аерозагадувањето како појава не може да се реши за неколку месеци, тука треба еден квалитетен пристап и во контекст на оној квалитетен пристап и од негде да се почнува, нели е самата иницијатива за организирање на надзорна расправа, каде што и на некаков начин ќе се влијае врз формирањето или на јавното мислење од аспект на тоа, бидејќи на таа надзорна расправа ние нема да дискутираме како пратеници, туку ќе бидат нели одредени експерти повикани и секако со тргање настрана од онаа поента која што сега пред малку ја кажавте, чуму да се организира надзорна расправа или било какви активности на Комисијата за здравство, ако ние имаме за цел дневна политика да тераме, и тоа е добро, граѓаните треба да знаат дека таа тема е настрана околу дневната политика и квалитетниот пристап е една новина за сите, бидејќи не беа сведоци, за жал, граѓаните во минатото дека имало таков квалитетен пристап. И сега, кога сме веќе кај тоа надзорната расправа и она што значи почетоци за квалитетните чекори кои се превземаат со ефектите околу аерозагадувањето и поврзаноста со здравјето на луѓето, кој е концептот за одржување на оваа надзорна расправа, што треба да се случи во скоро време во собранието? Така. Значи, во однос на самиот концепт на организирање на на надзорните расправи, немаме многу простор за да бидеме креативни.
заради тоа што се работи за правилници кои што се донесени под покровителство на меѓународни партнери и тие правилници се имплементирани како дел од деловникот за работа на собранието. ВМРО ДПМН од секогаш како партија инсистираме за почитување на законските основи кои што ги имаме и на кои што треба да и правила на кои што треба да се придржуваме при екзекуција на било каква процедура во собранието и така е случајот и со оваа надзорна расправа. Таму во самиот правилник се нотирани околу 33 чекори кои што треба да се внимателно да се спроведат за самата надзорна расправа, да има тежина, да има транспарентност и да има правно действие кое што ќе потекне од содржината нели од кое што ќе биде донесена на самата расправа од страна на поканетите. Што се однесува до формата на самата надзорна расправа, право за поставување на прашање на сведоците кои што ќе бидат повикани имаат членовите и замениците членови на матичното тело, што во случајот е Собраниската комисија за здравство, но и секој еден заинтересиран пратеник кој што смета дека има интерес да му биде одговорено, разјаснето некои од аспектите кои што ќе бидат дел од оваа надзорна расправа. Така. И сега, како што спомнавме претходно, барем еве јас сега ќе кажам како граѓанин ќе зборувам, очекувам дека на таа надзорна расправа ќе бидат повикани и одредени квалитетни гости. И сега, кои се може да очекуваме ние како граѓани и како пратеници, нели, пратениците кои може да очекуваат дека ќе бидат повикани во собранието да земат учество на таа надзорна расправа. Сега вака, право на предлагање на сведоци кои што ќе бидат поканети за учество на надзорната расправа имаат сите членови на Комисијата за здравство. Значи, присутни на самата надзорна расправа канат само, односно повикуваат само членовите на Комисијата за здравство. Но секако тоа е со претходна координација, со претходно информирање на сите членови, што е зацртано во самите чекори на организацијата на надзорната расправа. А што се однесува до квалитетот на луѓе кои што би се појавиле на таа надзорна расправа, треба да се земе во предвид дека опфаќа многу широк диапазон на институции кои што имаат удел во третманот на прашањето кон аерозагадувањето. Значи, тука секако ќе бидат колегите од универзитетските клиники кои што како експерт имаат допир со ефектите од аерозагадувањето, сите представници на владата кои што имаат исто така допир со темата на аерозагадување и генерално дали тоа ќе бидат инспекторати, дали ќе бидат буквално сите органи на државната управа, представници од единиците на локална самоуправа, невладиниот сектор кој што игра значајна улога во третирањето на оваа прашање и особено со нив се обидуваме да изградиме еден партнерски однос во третирањето на оваа прашање заради тоа што неретко тие се први кои што алармираат на секоја една забележена одстапка во степенот на аерозагадување во државата, така да имаме планирано еден сосема коректен и транспарентен пристап и во однос на градењето на односи внатре во самото собрание и самата комисија за здравство, но и помеѓу пратениците. Имаме очекување за коректен однос и коректни настапи на луѓето кои што ќе бидат повикани од сите нивоа на власта, од невладиниот и од невладиниот сектор, но и експерти кои што до сега се занимавале професионално со третирањето на причинителите
за аерозагадување, но и на понудување на креативни решенија кои што можат да бидат имплементирани во како дел од понудата за решавање на овој проблем. Така. И сега, и како пратеник, и како доктор, ве прашувам кои се вашите очекувања? Дали може, значи, дали е можно со една надзорна расправа да се реши, да се постигне нешто? Кои се вашите очекувања лично, еве? Видете, во однос на тоа, на квантификацијата, дали е една или две или пет надзорни расправи, искуството досега покажало дека бројот на расправи, дали јавни или надзорни кои што ќе се одржат, не го определуваат исходот. Да, многу е важно квалитетот на самата надзорна расправа да биде во насока на лоцирање на причинители, дури лоцирање на одговорности, на предлагање на потенцијални решенија, но и на правење на план за екзекуција на тие решенија. Сега, ако ме прашате мене, самата Комисија за здравство како матично тело кое што ја организира оваа надзорна расправа, има и аспект на мониторинг на напредокот на предложените мерки кои што ќе потекнат од самата надзорна расправа, и затоа јас нескромно ќе кажам дека имам високи очекувања, знаејќи ги заложбите од луѓето кои што се дел од тимовите кои што го третираат овој проблем. Сметам дека има капацитет оваа влада да најде решенија. Да, време ќе биде потребно, како што било потребно време за да се адресира ова прашање низ многу голем број на светски метрополи, но ако треба за нешто да планираме и за нешто да очекуваме, е тоа дали на наредната надзорна расправа ќе можеме да говориме за проценти, ама проценти во насока на тоа колку е намалено загадувањето, колку се намалени болестите кои што се појавуваат како резултат на аерозагадувањето, каков бил нашиот учинок и како пратеници кои што би можеле да помагаме во однос на носењето на легислативата, каква била улогата на извршната власт низ целиот тој процес. Така да јас сум оптимист дека можеме да се надеваме на еден коректен пристап, на еден пристап во кој што ќе бараме искрени одговори кои што ќе се темелат на законските постулати на државата, и на крај сето тоа знаејќи дека се работи за здравјето на сите нас. Ние не сме некоја привилегирана каста, и ние како пратеници и нашите роднини, нашите деца, нашите семејства го дишат овој воздух, живееме во една заедница, и сметам дека коректноста треба да биде на максимално ниво за заклучоците кои што ќе ги извлечеме од оваа надзорна расправа ни бидат корисни нам, но и на сите, па дури и на сите граѓани, и на како позитивни искуства на некои од државите кои што го имаат истиот проблем. Така. Петар, благодарам за гостувањето. Почитувани, на Комисијата за здравство во Собранието на Република Македонија, тоест, впрочем, онаа комисија која што е задолжена за здравствената заштита на населението, заштитата на населението од заразни болести и загаденоста на воздухот, во скоро време, значи, се организира надзорна расправа која ќе биде од корист за сите, за подобро здравје да имаме сите. Ве поздравувам и до следното видување, останете во добро здравје.